Ало, здраво пријатели, јас сум Петар Наумовски, ова е нашиот канал, Наш свет со Петар. Денес е 25 мај 2026 година. Денес ќе зборуваме за Куба, за кризата која што може да следува во Куба, што се чува во Куба, која е Куба и што е актуелно во моментот. Во моментот очигледно имаме едни затоплување на односите, за едни примирија на повидок на Блискиот Исток помеѓу Иран и Соединетите Американски држави. Затоа како можна цел очигледно се сменува во американските медиуми островот Куба, која што е веднаш до Соединетите Американски држави. Како увертира на тоа дека Куба би можела да биде следна и тоа што со доаѓањето на Трамп на власт, Трамп 2, се зборува се повеќе за доктрината која што е од минатиот век, позната како Монро доктрина, која што пак американците ја преименуваа во Дондро по Доналд Трамп, од Монро Дондро доктрина. Која е Монро доктрина и што значи Монро доктрината? Со неколку збора. Монро доктрината значи дека Соединетите Американски држави се сконцентрираат на западната полутопка помеѓу Атлантскиот и Тихиот океан. И таму не дозволуваат да има никакви други влијанија од другите земји. Како директни докази за тоа, директни симптоми за тоа ги гледаме неговите први действија против кинезите на Панамскиот канал. Тие го превземаа повторно Панамскиот канал преку фондот за инвестиции BlackRock, ги потиснаа таму кинезите. Панамскиот канал е повторно во нивна посет. Потоа следуваа изјави на Трамп во насока на Канада, Гренланд, Куба. Цело тоа ја отсликува таа Монро доктрина, која што очигледно претседател Доналд Трамп и неговата управа ја следат. Тоа е уште еден симптом дека наредна цел би можела и очигледно би била Куба. Која е Куба? Куба во минатиот век Куба е под шпанско, неколку збора за историјата на Куба, под шпанска управа. Во минатиот век, тоест во 19-тиот век, исто како кај нас против турците, кај нив биле востанија против шпанската доминација. Имаат неколку востанија неуспешни, познати од тој период Хозе Марто, кој што е еден од главните херои во Куба. И целото доаѓа со плод во 1903 кога Куба се ослободува со помош на американско, тоест Соединетите Американски држави водат војни против Шпанија и на тој начин се ослободува и Куба од тоа шпанска доминација, но пак очигледно поминува и под доминација на Соединетите Американски држави. И подоцна, малку интересно, тие американците го добиваат, тоест прават договор и за делчето од Куба, Гуантанамо, кое што тие подпишуваат договори за користење на неодреден период, подпишуваат анекси, во 64 година подпишуваат анекс, со кој што тие се задолжени на Куба да ја плаќаат месечно $4,800 и немаат право, ниту едно од страните нема право да го раскине тој договор, и затоа кубанците го почитуваат тој договор, и американците за Гуантанамо плаќаат $4,800 месечно. Значи Куба станува независна 1903, продолжува понатаму, но знаете има и познатата војна доминација на Батиста и сите тие како Куба се претвара во еден Лас Вегас за американците, или како да кажем островот на задоволствата и така натаму, познато ви од Хемингве и претходните. За да подоцна доаѓаат Фидел Кастро, неговиот брат Раул Кастро, Че Гевара и компанија, кои што ја прават револуцијата и ја ослободуваат Куба и го донесуваат пак социјалистичкиот режим. Социјалистичкиот режим владее до ден денес, тоест Куба е една социјалистичка држава која што се управува се уште на еден комунистички принципи. Во последните години тие некои обиди да го по примерот на Кина да го малку ослободат општеството, ги почнуваат да дозволат приватизација, особено во угостителскиот сектор, на хотели, ресторани, така натаму, но истовремено тие и се затворени,
тие постојано не можат, тие затвори не можат да прават трансакции, не можат да имат банкови трансакции, не можат да прават трговија со другите луѓе, бидејќи си имаат тие ембарго санкции. Затоа островот е долго време под санкции и функционира на еден импровизирачки начин. Тие се открија нивни начини за импровизирање. Кога ќе отидете на Куба, тие имаат возила од 60-тите години, немаат резервни делови, но тие сами себе си имаат една индустрија за да ги одржуваат тие резервни возила со резервни делови кои што сами ги произведуваат. Тоест државата се научила самата да екзистира покрај сите тие санкции. Што е значајно за Куба? Учејќи се на тој начин да функционира самата себе си, како функционираше Куба? Што имаше таа да извезува? Таа имаше само човечки ресурс да извезува. Тоест, таа примаше многу студенти од глобалниот југ, така наречен, од земјите кои што се во глобалниот југ, Конго, цела Јужна Америка, Виетнам и така натаму, кои што се студира, можеа да студираат во Куба, каде што е најзначајно едно од најразвиените медицинските науки. Беше познат и договорот помеѓу Куба, особено Куба и јужноамериканските држави, каде што Куба праќа доктори во тие држави, а пак за возврат дојде ресурси од тие држави. Тоест, Куба досега се издржуваше со такви договори, праќајќи многу лекари во Венецуела. Значи, Куба има пратено некаде околу пола милион лекари кои што се пратени во Јужна Америка. Многу од нив се во Венецуела, а пак за возврат на тоа од венецуелскиот режим, кој што исто е така социјалистички режим, тие добива пред се сурова нафта. Тоест нафта добива од Венецуела и на тој начин правеа компензации, така со тој човечки фактор те купува, си добива пак нафта. Во склоп на таа Мондро доктрина, така наречена како што ја обяснив, американците изведоа еден напад, се сеќавате, на Венецуела. Напад кој што немаме сега време да го анализираме, очигледно беше претходно договорен, очигледно генералите на Мадуро беа претходно во соработка со Америките и американците изведоа еден филмски напад на Венецуела, на Каракас, каде што го апсија Мадуро. Значајно е тоа, при апсењето на Мадуро загина само кубанците. Значи, во Венецуела, како обезбедување на венецуелските председатели, се само кубанци. Нападот при апсењето на Мадуро загина, тоест беа убиени само кубанските безбедносни служби на Мадуро. Тоа беше еден сигнал исто така и кон Куба дека во наредниот период може на една акција и против Куба. Следуваше после апсењето на Мадуро, следуваше след тоа дека дојде на власт неговата претходна заменичка Родригес, која што очигледно е во договор со американските власти и таа го почитува ембаргото и санкциите и таа сопре да праќа нафта кон Куба. Друго, американците забранија на целиот свет и обградија Куба со бродови, забранија да се праќат хуманитарни бродови. Било какви бродови се праќаат кон Куба, особено танкери со нафта. Мексиканскиот, знаете, Мексико е во партнерски односи со Куба, во друштвени односи и тие пробаа на неколку пати да испратат бродови хуманитарни бродови до Хавана, но потоа и тие подлегнаа на притисокот на американците и тие ги сопреа бродовите да лиферуваат хуманитарна помош на Куба. Имаше информации дека еден или два танкери, руски танкери, се упатија од Русија и дојдоа до Хавана, лиферуваа нафта. Зошто е важно нафтата? Затоа што целата концепција на кубанската држава е изградена врз основа на нафтата. До овој момент тие имаат договори со Венецуела, имаше неограничено нафта, електричната струја, централите се изградени на нафта. Затоа во моментот тие немаат нафта и немаат ни струја, тоест централите работат на нафта. Друго, знаеме целиот сообраќај, медицината и покрај тоа што е на високи нива, покрај тоа што имаат многу доктори, покрај тоа имаат и сами себе си произведуваат. Читав некои прилози од доктори таму кои што соопштуваат за тоа дека не е можно да добијат лекови и средства кои се произведуваат во јужниот дел на Куба, во северниот и обратно.
една страучна ситуација, една ситуација во која што населението е оставено да пати без никакви услови за живот во 21. век. Оставено е, така се каже, во минатиот век, без енергенци, без хранителни продукти, едноставно оставено на пропаст. Тоест, на тој начин се игра таа прво економско задушување, за да подоцна можеби дојде и војна акција. Кои се во моментот начините на притисок врз Куба? Првиот притисок е по дипломатски патишта. Кој е дипломатски? После апсењето на Мадуро, очигледно и кубанците прифатија да преговараат за некој. Имаше дојави, имаше информации дека во Мексико се среќаваат американски дипломати заедно со кубански дипломати. Од кубанска страна беше пратен внукот Кастро, Раулито. Очигледно дека станува збор за на директни преговори на комунистичката управа со Раул Кастро. На 20 мај беше подигнато обвинение против Раул Кастро во Америка од страна на еден јавен обвинител кој што пак е од кубанско потекло на 20 мај. Зошто на 20 мај? Затоа што тоа е показно, бидејќи 20 мај е денот на независност на Куба. Со тој начин тие му праќаат сигнал на кубанци дека со таа обележна дата со 20 мај. Подигнат против Раул Кастро. Зошто е подигнато обвинение? Која е основата? Таат неколку цесни авиони, неколку патнички, мали цесни авиони, кои што се во собственост на една хуманитарна организација наречена Браќата за спас. Браќата за спас е една хуманитарна организација основана и која што ја движат луѓе од Куба, кои што успеале да пребегат од островот во Америка, и тие со цесни прелетуваат од Мајами, одат во Куба, расфрлуваат летоци и расфрлуваат летоци во кои што пише населението, го потикнуваат населението да се дигне во борба против комунистичкиот режим. Тоа е нешто кое што боде во очи на тогашниот режим. Тогаш е Раул Кастро ги дава таа наредба, и Раул Кастро дава наредбата да две цесни се урнат со ПВО-то од Куба и тие се погодени некаде помеѓу Куба и Флорида. Денес американскиот јавен обвинител подигнува обвинение против Раул Кастро дека тој ги урнал два приватни аеродроми, приватни авиони во меѓународните води, тоест не во водите на Куба, туку во водите во меѓународните води. Имаме, значи, имаме една офанзива, имаме една дипломатска офанзива каде што американците праќаат сигнали до Куба дека тоа дека можно е во Куба во наредниот период да биде цел и на воени напади. Пред неколку дена во Куба допатува на тајни преговори и шефот на ЦИА, тоест Редклиф допатува во Хавана на преговори со кубанскиот врв. Што е показателно? Со Редклиф заедно допатува и човекот, командантот кој што ја водеше операцијата за апсењето на Мадуро. Со тоа американците му ставија до знаење на кубанците дека ете го човекот, ние сме тука, ние сме оперативци, ќе преговараме и ќе се договориме како би требало да се изведе целата операција. Очигледно тоа беше целта на посетата на Редклиф. Тоа беше на тајна посета, нема други информации, нема официјални информации, тоа се, знаете, оперативни посети, оперативни разговори, нема операции, но како средба таква се одржа таа средба и еден знак дека кубанското прашање оди кон некаква разврска. Паралелно, американските медиуми ја обвинуваат кубанската држава, почнуваат да го пробудуваат понудени се $100 милиона за невладени организации и така натаму. Се обвинува кубанската држава дека армијата на кубанската држава не е во улога на населението, туку е во приватни дека со армијата влада една широка корпорација, една гаеса корпорација која што држи 70% од економијата на Куба, кој што има некаков промет, некаков трансфер на средства околу 16-17 милиарди долари. Со тоа американците се обиваат да го подкопаат кубанскиот режим и да влијаат одвнатре во Куба.
Паралелно, пред неколку дена, овие денови се организирани големи протести во Хавана под војство на сегашната управа, тоест Мигуел Диас Канела, кој што е председател во моментот на Куба. Таму беа и Раул Кастро и целата комунистичка управа беше на плоштадот, имаше протести, се даде еден впечаток, еден знак дека кубанскиот народ е заедно, дека ќе опстојува, дека ќе се брани и така натаму. Правејќи една војна анализа што би можело да се случува во наредниот период, е тоа се знаците дека американците упатија кон Карипскиот залив во близина на Куба два показни бродови, едниот е носачот на авиони USS Nimitz, а другото е показно, другиот е Gridley, кој што пак е брод кој што може да пресретнува ракети и воздух, земја и водни ракети. Значи имаме една фрегата која што е приспособена да се со тие ракетни заплахи. Паралелно со тоа, кои се обвинувањата пак на американците кон Куба? Тие обвинуваат дека кубанците во 2023 година набавиле 300 дронови од Русија и Иран. Очигледно станува збор за иранските шахеди или кои што пак русите ги модифицираа и ги нарекоа пак герани. Обвинувањата се дека кубанците набавиле 300 дронови имаат домет во радиус од 300 км, така што Куба би можела да опфани некаде над Флорида и до Тексас би можела да опфани едно подрачје кое што би било на домет на тие дронови. Затоа американците ги обвинуваат дека тие се воено наоружуваат и дека се воена опасност за Америка. Дали се воена опасност? Моја мислење дека тие не се никаква опасност. Зошто? Што немаат никакво оружје, имаат некакви тенкови Т-72, тоа се многотонски орудија. За нив немаат никакви енергенси да ги придвижат, немаат никакво противвоздушна одбрана. Ако имат некаква противвоздушна одбрана, тоа очигледно се оние рачните противвоздушни одбрани, немаат софистицирана противвоздушна одбрана. Армијата и да има неколку дрона, тоа се многу малку дрона кои што не би можеле да завршат никаква работа. Тоест кубанците не представуваат никаква војна заплаха, но очигледно американците спремаат една војна инвазија на Куба, една слична операција како и Венецуела, и очигледно во наредните денови можеби треба да очекуваме и војна на Куба по примерот на Венецуела. За тоа говорат и претходните факти, подигнатите обвиненија, спремањето полека на судењето на Раул Кастро и така натаму. Дали ќе дојде до војна интервенција, што ќе се случува понатаму? Ние ќе следиме заедно ситуацијата на островот на Слободата, како тие го нарекуваат, на Кубанскиот остров, и за секакви натамошни действија заедно ќе следиме и заедно ќе ги анализираме. Пред да се сакате заедно да добивате овакви информации кои што ги нема во медиумите за масовна комуникација на YouTube, можете за каналот на YouTube да се абонирате дел од каналот и на тој начин би добивале видеа, бидејќи алгоритмот не секогаш ги видеата во пред. Имате видеата, потребно е да се абонирате за каналот.